Дозволете најпрвин да се заблагодарам на над 455.000 граѓани кои ја дадоа својата подршка на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН на предвремените парламентарни избори кои се одржаа на 11 декември. Овде секако свој придонес дадоа и граѓаните на општина Кочани, кои на овие избори дадоа подршка за програма и проекти кои се реални, остварливи и со кои ќе се подобрат условите за живот на сите граѓани на општината. Еден од таквите капитални проекти е изградбата на браната на Оризарска река со придружни објекти и акумулација. Веќе е склучен договор и е во фаза на завршеток пристапниот пат кој е во вредност од 3 милиони евра. Целокупната вредност на целиот проект е проценета на околу 33 милиони евра и неговата реализација продолжува и во периодот кој следи. Со изградбата на оваа брана трајно ќе се реши водоснабдувањето во општините Кочани, Виница и Чишиново Облешево, како и ќе се овозможи наводнување на нови 1500 хектари земјоделско земјиште во рамките на хидромелиоративниот систем Брегалница. Друг многу значаен проект за општината, но и за целиот регион е изградбата на експресниот пат Кочани-Штип. Ова ќе представува едно современо патно решение во должина од 28 км и ширина на патот од 12 метри, со кое граѓаните на општината, но и на целиот регион ќе се поврзат со централниот дел на државата, нешто кое уште повеќе ќе дојде до израз со изградбата на автопатот Миладиновци-Штип. Патот ќе се гради во две фази, и тоа прва фаза Штип-Крупиште и втора фаза Крупиште-Кочани. Во декември изминатата година е подпишан договорот за изградба на првата фаза во должина од 14,3 км, а изведувачи ќе бидат фирмите Гранит и Бетон, а работите ќе се очекува да започнат со почетокот на градежната сезона. Вредноста на овој проект е проценета на околу 45 милиони евра. Како и досега, така и во периодот кој следи, пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе даде силна подршка за вакви и слични проекти, со цел да го исполниме она што сме го ветиле во нашата предизборна програма. Ќе даде подршка за проекти со кои се решаваат проблемите и со кои се подобруваат квалитетот и условите за живот на граѓаните. Ќе даде подршка за проекти со кои Македонија ќе оди напред. Благодарам.